Екс-председателката и кандидат за председател на Врховниот суд Лидија Неделкова денеска побара на денешната седница во Судскиот совет за разгледување на приговорите од кандидатите за председатели на судовите да присуствува јавноста, но тоа не беше дозволено. Таа за нова изјави дека сакала да слушне зошто не ги дале сите бодови на вонредното оценување. Според председателот на Судскиот совет Зоран Караџовски барањето е неосновано и дека секој кандидат кому не му се допаѓа оценката може да поднесе представка. Македонија утре попладне го почнува петото учество на светските првенства во ракомет во машка конкуренција. Прв ривал на црвено-жолтите во Мец, Франција е селекцијата на Тунис, со која по трет пат ќе делат група на Мундијал. Македонија досега на Мундијалите одигра 28 надпревари, забележа 12 победи, реми и 15 порази. Турнирот во Франција е прилика за ублажување на негативниот биланс со 4 од 5 противници и за победнички почеток во меѓусебните мечеви со Ангола. Како бомба во американската јавност синоќа одекнаа детали од досега непроверен извештај на еден британски разузнавач доставен во FBI, во кој се истекнуваат обвинувањата дека Путин го држи врака Трамп со компрометирачки податоци за ужасни сексуални перверзии, во кои Трамп учествувал во текот на една од поранешните посети на Москва. Извештајот подолго време кружи во новинарските редакции и политичките кругови, но освен по некоја референца досега не излегоа никакви детали од него. Вчера вечер BuzzFeed го објави комплетниот извештај на 35 страници. Трамп на Твитер напиша дека се работи за лажни вести и лов на вештерки.